Председателе, моето процедурално обраќање е по член 126 став 3, кој вели: ако председателот на работното тело не свика седница кога е должен тоа да го стори, или ако работното тело нема председател, седницата ја свикува председателот на собранието и со седницата председава членот на работното тело, што ќе го определи председателот на собранието до завршување на седницата. Имено Левица има поднесено декларација за признавање на државата Палестина од 8 ноември. Еве јас тука носам колку месеци се тоа. Тоа се 5 месеци. За жал, наводно ги откочивме процесите во собранието со процесот Жан Моне. Значи 5 месеци таа декларација останува закочена, перманентно закочена во политика, значи во Комисијата за надворешна политика и надворешна трговија, која што ја раководи колегата Муса Џафери. И сега сакам една работа да прашам. Прво и основно го газиме деловникот, и второ, имаме ли ние колеги и посебно вие председатели, имаме ли ние совест воопшто во ова собрание? Само пред некој ден гледавме видео каде после експлозија 50 метри во воздух летаа распарчени тела на мажи, жени и деца. А ние во собранието не можеме да отвориме ни една најобична дебата. Не да изгласаме нешто, најобична дебата не можеме да отвориме. И за иронијата да биде поголема, гласачкото тело на двете партии или коалиции кои што ја кочат декларацијата на Левица, всушност, нели, на ВЛЕН и на Европскиот фронт, всушност се најголемите, вашите гласачки тела се најголемите поддржувачи на Палестина и на палестинскиот народ. Така да јас, председателе, уште еднаш се повикувам на совеста на собранието и посебно на вашата совест, повикувам на разум, повикувам да имаме адхок координација каде што ќе разговараме за овој процес, потидно да го откочиме и конечно во ова собрание да се проговори за геноцидот во појасот Газа, кој што ни се случува пред очи. Затоа по член 87 став 2 барам еден час пауза.